Добар и убав ден, драги мои. Добредојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу. А на денешното мени чорба која потекнува од Русија. Старите руси во минатото ја јаделе многу и вистински уживале во неа. Се вика солјанка, се прави со разни типови на колбаси и зеленчук. Едноставна, меѓутоа многу вкусна. Гледајте не за тоа што веднаш почнуваме. Надвор е ладно, а за да се згрееме, потребно ни е добра чорба или добра супа. Некогаш во Русија, во нивните села, не во нивните замоци, правеле супа или чорба која се вика солјанка. Тоа значи супа на селото. Многу едноставно, се прави само со кромит, може да се додаде прас, разни типови на кобасици, кисели краставички и едноставно е супа кога луѓето работеле надвор на ладно, се враќале дома гладни, уморни и смрзнати и се грееле со оваа преубава чорба. Денеска решив да ја направам оваа чорба за вас, затоа што е навистина многу вкусна. За оваа чорба вистински поттик добив од гурман Меса Танасовски во населба Аеродром, затоа што димени се, вкусни се и како и да ги обработиме термички се навистина вкусни и вистинските гурмани вистински уживаат со нив. Ке почнам токму од нив. Стави веќе 1 сат на оган, сега малку ќе го појачам и кобасиците ќе ги сечкам на тркалца. Имам и варен колбас, кој исто така е многу важен за оваа супа, затоа што го надополнува вкусот, а сите состојки како што гледате се многу едноставни. Убавото во оваа чорба е што е кисела, затоа што се прави со кисели краставички или со корнишони. А за дополнителен кисел вкус се додава и течноста од краставичките. Затоа нема да претеруваме овој пат со сол, всушност ќе посолиме на крајот откако се веќе додадеме во чорбата. Многу едноставен начин на спремање, а навистина можеме да добиеме квалитетна, здрава и топла зимска чорба. Ќе употребам и шунка, меѓутоа ќе употребам и димено говецко месо. Го земав во цело парче, ќе употребам онолку колку што ми треба, а потоа со мојата нова машинка или мојот нов апарат за вакуумирање и со моите убави квалитетни кеси повторно ќе го вакуумирам и ќе го вратам во фрижидерот. Ќе видите како многу едноставно. Ајде сега да почнеме да готвиме. Маслото ќе го додадеме, ќе додадеме путер или маст. Јас одбрав путер. Шубаво. И ќе ги ставиме кобасиците да се испржат и да пуштат својата арома. Потоа, многу едноставно, ќе ги извадам, ќе ги ставам во друг сат, а во истото тенџерче, овој пат во моето Goose Iron тенџере, ќе ги испржам сите заедно. Ајде да ставам и шунката. Ќе ја исечеме на долги ленти. И таа дополнително ќе го даде вкусот. На среден оган оставете убаво да се испржат. Ајде сега да ви го покажам моментот со дименото говецко месо. Го купив спакувано, цело и сега ќе исечам онолку колку што ми е потребно. Убавина. А другиот дел веднаш ќе го вакуумирам и ќе го ставам во фрижидерот. За вакуумерката имам кеси со различни димензии. Имаме големи 30 на 40, 15 на 30 сантими, за мали нешта 15 на 20 и секако 20 на 30. За мене најпочитувани, затоа што све можеме долги се, не се многу широки, идеално за во фрижидер. Гледате колку е едноставна процедурата на вакуумирање. Ќе го ставиме овдека говецкото месо, ќе поклопиме. Многу едноставно, драги мои. Ја ставате кесата во внатрешниот дел на машината, на апаратот, стискате и само старт.
Еве, погледнете колку едноставно се повлекува воздухот. И на тој начин ги заштитуваме намирниците кои ги купуваме од предвремено расипување. Всушност, им го продолжуваме рокот на траење, што е многу важно. Секогаш ќе бидат како сега да се тазе купени. Откако добро ќе го повлечеме воздухот, стискаме на лепи и ќе почекаме малце додека не се залепи кесата. И еве, драги мои, комплетно вакуумирано парче говедско димено месо, кое во моментов му го продолживме рокот на траење, а дел од него искористивме. Сега веднаш ќе го ставам во фрижидер и еве, камерата може уште еднаш да го запази моментот. Машината за вакуумирање е потребна во сечив дом. И секако, доколку сакате да имате оваа вакуум машина, посетете го нашиот веб-сайт или нашата веб-продавница 4сезони.mk, каде што ќе може да нарачате, а секако ќе може да нарачате и разни големини на кесите за вакуумирање, всушност кои се и многу важни. Каков убав вкус ќе дадат сите овие различни видови на колбаси. Сега ќе го исецкам на коцки дименото говедско месо и него ќе го додадам. Замислете, на минус 20, минус 25 во Русија, во нивните села. Замислете колку било ладно луѓето, колку биле уморни и смрзнати, едва чекале да дојдат дома и да исркаат една убава, јака, зимска чорба, како оваа солјанка, запамтете го името, многу важна работа. Како месото убаво ќе се испржи, ќе го трнам на страна, ќе ставам кромит да пржам. Значи, оваа чорба е многу едноставна и се прави со многу едноставни состојки. Откако кромидот убаво ќе карамелизира, ќе ги додадам и киселите краставички, а потоа и доматното пире, кое ќе го остава малку да се испржи, за да го пушти својот вкус. Тоа е многу важно кога ја правиме оваа чорба. Имам мешан кромит, црвен и бел, имам и малку прас, кој ќе даде дополнителна блажина на чорбата. И кога сето тоа добро ќе го испржиме, и ќе ги додадеме корнишоните, ќе додадам и бујон, кој веќе повеќе од 45 минути овде полека си крчка со парче говедско месо со коска и многу зеленчук. Ќе биде идеално вкусно, верувајте. Кромидот го исецкав, ќе ги извадам колбасите, а во истиот сад ќе додадам кромит. Ќе го исецкам и празот. Како мириса надимено. Еве го, мефцето е спремно. Сега ќе го додадам кромидот. Опа. Отлично, сега ќе додадам малце масло. И ќе оставиме кромидот на оваа средна температура, убаво да си се испржи, а празот ќе го исечеме на тркалца и него ќе го додадеме натре. Како што кажав, сега нема да додадеме ниту сол, ниту бибер, затоа што колбасите се доволно зачинети. Кога ќе биде готово, тогаш ќе пробаме и ако треба ќе дозачиниме. Сега, секогаш кога работите при себе, имајте си едно чисто крпче со кое постојано ќе чистите позади вас, затоа што многу е полесно. Еве, јас вака даската си ја ставив, само уште малце да ја навлажнам хартијата да не ми лизга. Ете така. И ова практикувајте го затоа што навистина нуди стабилност, додека
работите. Површината кај што работам си ја и чистив кој што видовте и чистете и вие дома секогаш кога готвите. Ајде да видиме сега до каде е кромидот, дали карамелизирал. Каков мирис, каква арома пуштил кромидот, вака карамелизиран заедно со празот, ќе ја дадат дополнителен вкус на денешната чорба, додека тоа си крчка. Ете го доматното пире, ќе го оставам малку да се испржи, да се спои со карамелизираниот кромит и да го пушти вкусот на домати. Како мириса, драги мои. Одлично. Ајде сега да изрендам дел од краставичките. Одлично. Ова е доволно. Сега другите ќе ги исецкам. Ајде сега на крупни тркалца да се видат и да се измешаат со колбасите. И замислете кога ќе јадете. Ќе имате вкус на димен колбас и на кисела краставичка. Идеално. И карамелизиран кромит. Краставичките се готови. Многу сакам и јас корнишоне. Сега ќе ги ставам во кромидот. Ете така. Добро ќе измешам и ќе додадам малку од бујонот. Сега бујонот ги собира сите вкусови од садот каде што ја готвиме оваа превкусна чорба. Ќе додадам уште малце, значи постепено. Не брзајте, едноставно готвењето е вистинско уживање и задоволство кога ќе видите како сите околу вас сладко си јадат. Сега ќе измешам уште еднаш. Убава, густа чорба. Сега ќе ги додадам и колбасите. Сега ќе го додадам и остатокот на бујонот и полека на тивко ќе оставам чорбата, полека да си динста 20 на минути, а потоа ќе ги додадам и другите намирници за да финишираме чорбата. Многу е важно оваа чорба кога ја правиме, откако ќе биде готова, да оставиме 10 на минути да се спојат сите вкусови, а потоа да ставиме во длабока чинија, да подпечеме убаво домашно лепче, да додадеме павлака и сладко да си се најадеме. Како мириса, мерак. Дополнително сега ќе додадеме од саламурата од корнишоните од теглата. Таа ќе даде и дополнителен кисел вкус. Ќе додадеме неколку листови ловор, капари кои нема да ги сецкам, ќе ги оставам вака цели и секако маслинки од кои ги извадив семките, само ќе ги оставам на половина. Ете така. Ќе додадам ситно сецкан макдонос и малце копар. Одлично. Ќе оставам малце во садот за декорација од озгора, затоа што во средина на чорбата ќе додадам кисела павлака од нашите пријатели од Бимилк, затоа што едноставно и прилега. Едноставно ќе се спојат сите вкусови, затоа што и самата чорба е малку киселкаста
и ќе биде чиста десетка, би рекле народно. Ќе остава малце тука, а другото секако ќе го додадам во чорбата. Сега ќе промешам. И ќе пробам да видам дали е добра на вкус. Вака мириса перфектно. Ништо не и треба, се малку бибер. Сосема доволно. Убава зимска, богата чорба, која мислам дека на сите вас ќе ви се допадне, затоа што овој вкус е единствен. Ставив тавче да се загрее. Додека тавчето се загрее, јас ќе исечам од домашниот леп. Сосема доволно. Ќе додадам малце масло. Маслото ќе се загрее, ќе ги ставам лепчињата да се потпечат, затоа што и чорбата ни е при крај. Ете, сосема доволно. Само неколку минути солјанка ќе биде готова. Чорба која верувам дека ќе ги задоволи сите вкусови. Едноставно, луѓе, како мириса, ќе мора ова да го направите дома. Лепчињата се готови. Ќе ги ставам тука да го исклучам само шпоретот. Крцкави убави лепчиња. Ете така. Тавчето на страна. И сега, павлака, малце Макдонос. Малку лимон, сега ќе направиме крем фреш. Павлака со лимон, во Европа викаат крем фреш, затоа што е свежо, киселкасто, многу прифатливо меѓу народот. И готов крем фреш. Погледнете, луѓе, убавина. Ставете ја во голема чинија. Ако искапе, ќе избришеме со хартија за бришење раце. Погледнете оваа убавина. Одлично. И сега што треба да направиме? Многу едноставно. По средината ќе додадеме неколку лажици павлака. Одлично. Ќе додадеме едно парче лимон пака на страната, за оној кој сака чорбата да му биде по-киселкаста, да си додаде од лимонот и секако на крај ќе наросам свежо сецкан Макдонос. Вистински сум среќен што денеска направив ваква превкусна зимска руска чорба. Руска чорба со колбаси, со кромит и со прас. Едноставно и многу вкусно. Заслужува да биде направена, затоа што вкусот на вистина е единствен. Нема да зажалите во овие зимски денови да направите токму таква зимска и вкусна чорба.
И секако големо благодарам до моите пријатели од Специјалистичкиот центар за физикална медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова, која се грижи секогаш да бидам во одлична форма. Ве поздравувам и ви посакувам убава и пријатна вечер.